Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојдовте. Денеска малце да истребиме публиката. Не сме вечерва за секого, вечерва малку повеќе ќе се посветиме на македонската музика, но почетокот ќе биде сосема друго. Ќе идеме и со музика, но ќе идеме и со на почеток барем со нешто што е од светска музика, ама многу условно. Има приказна. Но, прво за да ве истребиме, да ве насмееме, да ве расположиме, бидејќи е петок, и тука некаде сме пред оние великденски празници, јас се уште ќе работам, додека не ме избркаат одовде, така што немам, што е? Бубицата? Ме имаш на микрофонот, што е проблемот? Слушалици стави. Зашто? Стави. Зашто? Стави. Не ќум. Мора ли? Не, има нешто да ми каже. When I fall in love. Ајде, кажи ми. Шо фали на Великден да го славиш Илинден? Секој што е доволно религиозен ќе знае дека секој ден е Великден. Ако ме па ти кажи јавно, ја за лапсуси прв сум, значи Великден ќе го славиме на 2 август. Што ти? Инаку, да ви кажам дека сите што идат у црква, секоја недела на литургија се слави Великден. Бидејќи ние живееме во време, ние имаме циклуси, па еднаш годишно ни се фаќа. Но бидејќи идеме во вечен живот, каде што не постои категорија време, значи нема вчера, нема утре, нема денес. Постои една екзистенција, а во неа секој ден е и Великден. Многу е јасно, нема, да, филозофски е малце зезното во целава работа. Току, баталете вие религија, идеме малце на ниски страсти. Дали има деца у публика? Има? Клоцу, гаси негде пратете ги натаму, безобразни работи ги правиме. Ајде, мали, Чичко Јанко нешто треба да ни каже овода. Шега на страна и да останат, мислам дека повеќе и нема да разбере. Но да се расположиме еден инсерт од еден српски филм со легендарниот Којо. Којо и Балканикус. Ова знаеш е од позади? Ја познаваш ли? Маргасол. Да, малку подоцна и Маргасол. Бидете среќни што не ви ја пуштив, што не ви ги пуштив и санаториум да ви извадат од памет малку повеќе. Но, за тоа подоцна, тресење ситен камен од бубрек ки имаме. Бидејќи кога ќе ви пуштам санаториум, не ви пуштам ја заради музика, не ви пуштам заради здравје. Прво, заради циркулација на нозе во вени и заради тресење на ситен камен во бубрек. Македонската музика и лечи, а санаториум ептен лечат. Туку, ајде да видиме како просечен балканец се удвара. Негде. Мах, какав бре ресторан, пун ми е курац ресторана више. А и ужелео сам те се, нисам те видео неделю, можда и 2 неделje. А ужелео си ме се, а? Јесам. Мислим, има да те преповиjem ко прасе у преху, па да те натакнем на раждање. А ако будеш добра, има да сиđem и у подрум да проверим колко е кисо купус. Ma budalo, jer. Negde. Мах, какав бре ресторан, пун ми е курац ресторана више. А и ужелео сам те се, нисам те видео неделю, можда и 2 неделje. A uželeo si me se, a? Јесам. Мислим, има да те преповиjem ко прасе у преху, па да те натакнем на раждање. А ако будеш добра, има да сиđem и у подрум да проверим колко е кисо купус. Ma budalo, jer. Да сиđem у подрум да проверим колко е кисо купус. Замисли колку се среќни оние што не разбират. Не разбирам што избори.
Супер, блазе си, тешко нас, ние што разбираме што сме. Во кариерава ми се случуваат многу чудни работи и особено со емисијава, нели кога зборам за кариерава, сметам прецена емисијава. Пред некоја година коментирав нешто за филмот Deadpool, за кој се надевам дека се она што малце има помеѓу двете уши го има гледано, затоа што тоа е хумор кој е добро. Во тој филм има една сцена каде што двајца разговараат, сцената е во таксито се слуша музика од радиото, ама тоа е толку во бекграунд да дури и не може да се разбере што е точно. Толку ме заинтригира, ја не знаете, мислам, фриксум малце, вака ке мрчне, што е тоа? Го барам саундтракот од филмот, нормално, што све од музика е користено. Нигде не се спомнува, бидејќи не е ни користена како скор, бидејќи не се слуша ни пеење, туку се слуша и викам, што е ова? Ова е нешто добро. А у Deadpool да го ставиш у филмот, не е тоа случајно. И ми требаше неколку дена добро, продлабочено, слоевито гуглање, за да најдам дека се работи за еден стар индиски филм. Филмот датира од пубре од кога датира филмот. Но ај првим песната да ја слушнеме, па да ја раскажам приказната, што се случи во емисија. Песната се вика Мера Йота Хай Јапани на Рај Капор, Наргис, се вика филмот Шри 420 и боливудски филм од 1955 година. Ама во тоа време било хит не само во светот, во Македонија, во Чешка, во Словачка, во Унгарија, во Бугарија, во Југославија. Абе се идело по улици и се пеела песната, а се трчало у кино за да се запомти песната, реки снимки едноставно немало. मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी उल्टी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। नीचे ऊपर लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की।
नादां है जो बैठ किनारे, पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। Jasno, dobre 4,5 minuti ova pesna traje. Mera Jota Hej Japani. I сега, ono što го направив јас, ја најдов песнава, чисто заради Deadpool кој го пуштав и го промовирав и едноставно супер ми беше филмот. Го најдов филмот на IMDb, но во меѓувреме ја пуштам песната во емисија и се јавува еден човек. Многу расположен и со многу емоции, дури некако чувствував дека дури и насолзен збореше, века немаш појма, века татко ми колку ми збореше за овој филм и ја запомнил песната. Татко му дали студирал или работел во Чешка во тие 50-ти години или Полска, некоја од тие земји, нели, во Варшавскиот пат, каде што амерички филмови тешко, па се гледале вакви филми. И ова било голем хит. И толку го трогнало него, што еве овој филм, па ми го раскажуваше филмот, ми раскажуваше за што се работи. Инаку се работи, филмот е од 55 година, од Боливуд, индиски филм, издаден е на 6 септември 55 година, кога млад човек од мало место заминува во голем град и таму се соочува со разноразни предизвици, нели, стандардната приказна Том и Джери кога иде во големиот град и го бркаат мачори. Не се. Текстот од песната објаснувало, нели, со капа од Јапонија, со капа од Русија, со кондори од Јапонија, со палто од не знам каде, патувале, а Шри 420 некаков си таму за пополнување и што ти ја знам, некои бирократски документи, што ти ја знам. Но, она што беше најинтересно, да ја го IMDb, еве го филмот, овај плакатот на Раџ Капурс од филмот. Било хит, ништо страшно, ништо, но еве, некако нам ни се појави на радар, па го тераме, нели, кои све и така натаму, и така натаму. Она што можам јас да ви го споделам, драги мои, е дека го најдов филмот. Филмот трае 2,5 часа. Го има на YouTube и го има дури и со превод. Секако се работи, че има индиски филм од тоа време, тоа се мюзикли. Но она што е YouTube добар денеска, што има и аутотранслейт, то можете да ставите и македонски јазик. कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल क्या हुआ
हवलदार साहब क्यों? अब तो तुम्हारी स्त्री गर्म नहीं होती? हाँ? स्त्री? अबे आग लगे Što vika Marko, najsmešan film do сега, a? Da. Значи, филмот 2,5 часа го имате на YouTube со оригинал англиски сабтайтл или со генериран македонски превод, така што, ете, ќе можете и нешто да разберете, ако веќе се одлучите. Инаку, барајте го како Шри 420 HD, Радж Капур, Popular Hindi Film with English Subtitle. Сева ова, само напишете го во, нели, Шри 420 Subtitle, напишете во Google или во YouTube и ќе дојдете до повеќе. Има неколку, нели, што со те што овие филмови се веќе бесплатно достапни за ваш мерак, за ваше гледање. Ете, се надевам дека некого расположивме со ова, а мене ми е навистина оригинална и многу топла приказна, поготово затоа што гледачот ми даде една сосема перспектива за некоја наша генерација, тоа неверојатно татко му и некоја моја генерација, затоа што татко ми тоа биле неговите млади години, додеше татко ми тогаш беше во виша офицерска школа, го бранеше Трст, кога го шитнавме на италијаните и така. Не и се, ете, така сортуваме, но она што сакам вечерва да го промовирам, тоа е ВБУ. Ако гледате позади мене, имам неколку маички. Тоа се маички кои ВБУ ги има испринтано, токму за вас, драги мои. Нема на горна камера, ќе ги дајме на предна камера. Ова се летни маички кои ми ги даде од музички регистар да ги подалам на гледачите. Јас се уште не имам доста, скоро за сите вас, но не можам туку така само за јавување да ви ги дам, неќам да ви ги дам, туку сакам малце некоја интерактивност од вас. Ќе оставиме за идната недела, не знам никако да ви ги подавам, бидејќи нема да ги оставам кај тетка Сузе да доаѓате тука, сепак корона и така натаму. Може би, ако се договориме, јас да ви ги подалам на некое место, например, а ја едино место каде што идам, тоа е дежаву кај сладоледот. Ете, стоечки нигде да не седиме и така натаму, да речеме, да се договориме некој половина час таму да поминете, ама ќе видам. Значи, музички регистар или овој текст позади кој ќе го носите, вика, ако не си во регистарот, како никогаш да не си правил музика. ВБУ не само што е во суштина Александриска библиотека во зачеток на се што е од музички аспект создадено во Македонија. Значи, сите можни жанрови, од наизворна турбофолк до джез, прогресивна, техно, фолк, поп, рок, амбиент, електроника, се што излегло кај нас, секој што, сето ова е во прогрес. Овдека збориме дека имаме десетици илјади веќе забележени. Еве, можеме да видиме и точно. Например, што вика? Прибележани се 6750
изданија, од кои 1697 регистрирани лонплейки, EP-а 810, синглови 3828 и 415 компилации. Во него се содржани вкупен број на евидентирани изведувачи, значи евидентирани изведувачи од Македонија 4260, 10.012 евидентирани учесници, значи она колку имало во бендот, во оркестарот, во хорот, во културно-уметничкото друштво, се е тука внесено. Песни, евидентирани песни, фонограми, траки, ленти, 27.030 до сега. И ова е work in progress. 565 регистрирани издавачи. Значи, не зборам овде само ПГП, РТБ или МРТВ, значи сите оние и независни издавачи, странски и домашни. Се што од вас барам, за да ви подалам некаква, е да се закачите на Facebook, овде да кликнете, на Twitter да ги следите, на YouTube, на Instagram и така натаму. Само најавете се. И сега, имаме најпопуларните изданија за јуни, за јули, за секој месец, деки најине најновите изданија, еве што е најново, што излегло. Слънце мило или зимо, Марија Каева, Кокало Перија, Лас Вегиас, In the Mirror, Јова, разни албуми, еве Soultrack на Марга Сол, најнови LP-а, Erratic Routine, во секакви можни жанрови, а секако нема овдека некоја поделба која би рекла дека фаворизира. Не, овде има се. Има поп, има рок, има джез, има метал, има традиционална етно, има хип-хоп. Еве нешто ново има, Слободанка Ничевска. Но, за тоа малку подоцна, еве ќе одиме со популарна поп музика, Андријана Јаневска и Мијата заедно, кои овој сингл го имаат снимено, значи Наташа Мијатовиќ Мијата и Андријана Јановска во продукција на Гино, Драган Гиновски, а еве и други изданија кои ги има и гледате како доаѓам со маусот и другите нивни изданија како се појавуваат. И се во ова не се наоѓа музиката тука. Туку ова овдека се што е регистрирано го бара на SoundCloud, на YouTube и така натаму и така. И ако авторот нешто закачил, од тука многу полесно ќе најдат. Бидејќи стварно е тешко да следиш вака расплинато, ова е едно централно место, централна команда. Ова е Chain Mountain на македонската музика. Еве, ја се знам со Андријана, ма оваа незина песна, иако е од 2015 година, ми поминала подра. Мијата, Андријана Јаневска, после ова идеме со мал блок реклами, па ќе се вратиме со малку и санаториум. Надевам и на себе ќе верувам, а до тогаш си ти тука да ме утешиш и помала неправда. Еден ден ќе научам и на други да простувам, а до тогаш си ти тука да ме исправиш, помисла црна секоја. Како лик насмеан, како зрак постојан, гори сегде твоја светлина. Мојва душа твој храм, кога и да пропаднам и на дно ме наоѓаш, ме издигаш како лик насмеан, како зрак постојан, гори сегде твоја светлина. Мојва душа твој храм, кога и да пропаднам и на дно ме наоѓаш, ме издигаш со љубовта, со љубовта, ме наоѓаш, ме издигаш со љубовта.
lik nasmejan, kako zrak postojan, gori se gde tvoja svetlina. Moja duša tvoj hram, koga i da propadnam, i na dno me naognjaš, me izdigaš, kako lik nasmejan, kako zrak postojan, gori tvoja svetlina. Moja duša tvoj hram, koga i da propadnam, i na dno me naognjaš, me izdigaš, svoj ljubov kako lik nasmejan, kako zrak postojan, gori tvoja svetlina. Moja duša tvoj hram, koga i da propadam, i na dno me naognjaš, me izdigaš, kako lik nasmejan, kako zrak postojan. Moja duša tvoj hram, koga i da propadam, i na dno me naognjaš, me izdigaš, i na dno me naognjaš, i od dno me izdigaš, svoj ljubov ta. Како што светските автори, за да успеат во светот, во музиката, се трудат да направат песни на англиски, бидејќи после Битлси пазарот за англосаксонска музика е најголем во светот. Иако паралелно си постојат уште неколку јазични нивоа, како што е латино, каде што Шпанија, Португалија, цела Средна и Јужна Америка има една сосема своја музичка сцена, исто толку голема, јака и моćна. Во 50-тите и 60-тите, пред големиот пробив на светско ниво и големото растресување тектонско во светот на музиката, кога ги поставија темелите на современата поп музика, иако претходно го имавме еден Елвис Присли, он беше локален, Битлси го издигнаа тоа на едно врвно, високо ниво, кое беше инспирација за генерации низ целиот свет. До тогаш еден од најглавните музички жанрови беше италијанската музика, беше француската музика, а секако и индиската. Македонската музика помина долг пат, негде од Шпато наваму ние почнуваме да создаваме музика, автентичен македонски поп и рок израз, а мислам дека совршенството во изразот ние не го доведуваме со оние платени големи композитори кои with all due respect, ама големиот исчекор го направи групата Конкорд. Зошто Конкорд? Значи, до тогаш скоро сите македонски бендови, тука и Меморија можам да ја ставам, но Конкорд, нели, Меморија со Нена, направи голем југословенски хит. Но, нели, до тогаш мислам дека Конкорд беше првиот кој не излечи од комплексите, дека пеењето на македонски јазик ќе те направи популарен. До тогаш сите се струдеа на српско-хрватски за да им се додворат во Белград, во Загреб, да можат да издадат нешто за ПГП РТБ, за Југотон, за како се викаше Дискос, за РТЛ Љубљана и така натаму. Но што беше фантастично? Значи, Конкорд беше рок бенд. Направија песна, чии текст и песна беа совршени во тој поп-рок израз. Високи штикли и црни чорапи. Значи, дури да ја не можам да кажам дека сум бил некаков нивни фан. Бевме современици, секако.
но не може, но признавам дека ја знам таа песна, иако никогаш не сум седел да ја слушам. Но едноставно толку мощно делувала, да не можеш да не ја запамтиш. Високи штикли, црни чорапи, и веќе ти е јасно. Исто како кога ќе кажеш мотори, и веќе го препознаваш. Или кога ќе кажеш help, I need some, и веќе ти е јасно од кого е. Така што Конкорд може би направија најсилен исчекор во креирањето на совршен македонски хит. За жал, и ден денеска спот не постои. Така, не постои никаков спот кој излезе некој официјален. Ја барем не можам до ден денеска да најдам. И затоа ќе илустрирам Конкорд со еден спот кој го најдов, го направил некој си Вангеловски, снимал девојке, бидејќи во спотот се збори за девојка која е на високи штикли и црни чорапи, се вртам ако треба и по стопати, колку да илустрира песната, бидејќи, иако не ни прават проблем, ама бидејќи мојот режисер сака да брише патос со мене, па не ми дозволува да пуштам нешто што нема спот. Инаку, еве ако отидеме во Конкорд, тоа е нивното долго издание, рок музика, издадено 1984 година. Учесници беа Бруно Грозданов, Венко Серафимов, Кокан Пандиловски, вокалот прекрасен на Сејат Јакупи и Зоран Пехчиевски на клавиатури. Има фантастичен извореден омот на албумот. Албумот имаше многу песни на српски, како Врати се, Уморани груп, Јас сам луд, Have the Blues, Кад забава заврши, Мирно спаја, Анархија на истоку, као некад, увек у сенци, но високи штикли и црни чорапи во 84-та. Да издадеш ти за ПГП, РТБ, мислам дека... Не, пардон, за Југотон, да го издадеш за Југотон и да помине подобро од сите, навистина беше голем успех. Евеа песната, спотот е ради реда и уопште немој да мерите. Нити е нивни, ова е само чиста илустрација. А музиката се пушта гласно. Ова е музика што се пушта комшиите да ја слушаат. Се разбравме? Е, така. Одиш по улица, се вртат по тебе, а ти така гордо гледаш само пред себе. Довикуваат, свират, озборуваат корак, а ти си гладна, гладна. Гледам јас, стојам и се чудам, за таква риба средној се будам. Забележуваш, се живо разпекуваш, а ти си гладна, гладна. Високи штикли и црни чорапи, се вртам ако треба и по стопати. Твојот лик ме прогонува, се наспеваш и ми се прискорува. Сите те гледат со поглед страх, а ти веќе не си гладна. Ако сака да те виде, кога погледнеш ти, бода илјада игли ока. И те смели со поглед, убавница гладна, убавница гладна. Чекот дојде така од мене небо, некој студен ден би разведил село. Како чекот, нема преко, а така си гладна. Високи штикли и црни чорапи, се вртам ако треба и по стопати. Твојот лик ме прогонува, се насмеваш и ми се присторува. Сите те гледат со поглед страх, а ти веќе не си гладна.
tebe, a ti tako gordo gledaš samo pred sebe. Dovikuvan svira, odmoruvan korak, a ti si ladna, ladna. Gledam i ja, stojam i se čudam, za takva riba, sred noć se budam, zabeležu baš, sve živo razpometu baš, a ti si ladna. Visoki štikli i crni čorapi se vrtam ako treba, i postopad i tvoj odlik me progonuva, se nasmivaš ili mi se pristonuva, si te gleda, za tvoj stop, a ti neke nesi, si te gleda, za tvoj stop, a ti neke nesi. Ladno. A nije, ja pevme ovo se zafrkavamo u naše vreme, a ti nesi, veće, gladna, gladna. Ok, тоа беа Конкорд, поздрав до музичарите од Конкорд, тоа беа мои луѓе, познаници, современици, драго ми е што ги знам, оставиле неизбришлива трага, албум да издадеш ти од Македонија, македонски бенд, 84-та година беше научна фантастика, бидејќи тогаш можеше само со дозвола, ако те покрсти некој си некој Чиро Блажевиќ од ЦК на СК и така натаму, нема везе, ни минјава Чиро. Океј, драги мои, знаеш шо, ај дај ги телефоните и напиши, колку е саат? 9. И напиши нарачки. Ајде да видам што ќе нарачаат. Све испорачувам денеска. Океј? А ние одиме... Како? Повтори да чујам? Не слушнавме. Не, сакам на звучник да се чуе што ми нарачуе. Од кај идеја? Па за политика збориме цела вечер сега, како да вртам на музика. Гледаш ти што е муабетов. Тема нарачки. Готово. Готово. Сега идеме со здравствена програма. Имено, драги мои пријатели и пријателки, сите вие што имате проблеми со мускулите, со нозете и со бубрезите. Сега ве молам, застанете и ќе ви пуштиме една вибрација, вие ќе мора малце да кореспондирате со оваа вибрација, а тоа е скокање во место. Вибрацијата од музиката и вашето скокање во место ќе предизвика чистење од ситен песок и камен во бубрек. Санаториум и во себе умирам. Така ќе викаат каменчињата кои ќе испаѓаат. Во себе умирам, видиш што ни напре Јанко. Пушти гласно. Пушти гласно, имаме спот, после гледач. Пушти гласно, имаме спот. Sakriva do boka i ludilo
Ok, dragi moji prijatelji i prijateljki, ova bea Sanatorium so temata molitva, koji ako ja slušate onaka kako što treba i što zaslužuje, ke dobijete mnogo podobro zdravlje, imeno ke dobijete malce jedna dobra tahikardija koja ke vi napravi jedan dobar ritam, bioritam, ke istresete malce pesok od bešika, od bubrek i prilično dobro ke se čustvujete onaka malce detoksifikacija mentalno fizička. Ok, ja rekao дека ќе ги отворам и телефоните за вашите јавувања и нарачки. Ако имаме такви, не се фаќате за овој жанр, имаме сите можни жанрови ќе ги користиме од ВБУ. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Се јавувам од Битола, баш вака ме погоди со ова музика, првен со Конкорд, па сега ще појте со Санаториум да ти кажам. Иначе да ти кажам, Битола исто вака има мецената, ги имавме Орион, Чоканче, доста малце сум запознат со Карамела и Торшо се. Дали си ги... Како не ги знам, абе современици ми се Карамела. Со Даниела, чекај. Ама Карамела старо старата Карамела. Добро. Ја реков ова со Даниела Темелковска. Не. Карамела бендот. Рок бенд скопски беше тој. Исто и Тор. Тор. Не знам дали има нешто од Тор. Па, за ни баш сакам така нешто да... Да видиш дали има. Хајде. За Тор. Да. Ајде да побарам Тор на македонски. Првин да побарам. Тор. Ако нема, дај некоја резерва. Резерва некоја група. Ајде да ти препорачам нешто битолско да пуштиш. Нешто underground битолско од времето. Кажи, ќе бараме шо. Напиши Сатанхорд. Како? Сатанхорд. Сатан... Тоа ништо од бодликава жица. Хорд? Сатанхорде. Сатанхорде, ги најдовме. Да. Чекај. Со ништо од бодликава жица. Со ништо од бодликава жица, ја најдовме, готово, иде за тебе. Ај малце така малце. Ајде, шетан баба, Бог да чува и да брани. Се оградуеме вака и прскаме со света вода, ама ете, немаме проблем ни религиозен, ни сатанозен. Ајде поздрав. Ајде поздрав, ајде да видиме за што се работи, да чуеме.
Минути сосема доволно, бидејќи ова е малце подолго, само можеме да кажеме дека ова издание од 86-та година, компјутерот не е јас во кадар, режија, значи, инсистирај повеќе да е во кадар компјутерот не е јас, значи, учесници, темава е од 86-та година, Ѓоко Ѓорѓиевски вампир на гитара, Тони Тодоровски Макс на тапани, Стевче Несторовски кенгур вокал, Златко Петровски Дзверо се вика Сатан Хорт, еве го нивното издание од 86-та година, а ги има и на македонскиот панк прв дел, кој ние доста го вртевме ова CD и на 103-ка. Некако ете рок, метал, алтернатива заредивме, иако стојат на рачките тука, тоа не значи дека ќе се задржиме само на ова. Дали има некој друг на линија или да си продолжам ја да си чепкам по... Имаме некој. Добро, да чуеме што ќе каже следниот гледач. Добро вечер. Не разбрав? Ајде, добро вечер. Добро вечер, повелете. Крени една рака, да се слушаме, зашто ја тебе ништо не се слушам. Дигни го прцот. Каже, така, вака ќе ти кажем, ја и ти израстаме од 25 мај, дом на младите. Од тамо ние имаме генерација. Ја и ти од тамо иде, од 25 мај. Прати се 40 години уназад. Не се прави сега дека си стар. Океј, фала за јавувањето. Пошто нема што да кажеш и пас си плямпаш, редовно се јавуваш, ама ја, еве, ви ги отворив телефоните, ако има некој нешто, тема се нарачки. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Мора само кирилица? Може нешто латиница? Значи, македонска музика е вечерва, исклучиво македонска музика. ВБУ го промовираме порталот Македонски музички регистар за македонска музика. Да, мора само македонска музика. Вечерва е таква темата. Не можам да најдам нешто адекватно за наша генерација. Што не можеш? Што е твоја? Која е твоја генерација? Исто што и твојата. Добро, окей. Што си слушал кога си бил млад? Па, да речеме Black Sabbath. Добро, а македонски бендови ништо? Добро, се погоди ова нешто е добро од ова што го пушти. Аха, добро. Ама нешто конкретно да ми останало за око не баш. Не баш. Епа, ништо, еве сега малце почепка и по санаториум, ќе ти се допаднат. Тука се прилично Black Sabbathовски се санаториумци. Еве ќе пуштиме до крај уште нешто. Да, тука. Баш ми е жал што нема, иначе со задоволство. Например, Heaven and Hell од Black Sabbath со Рони Джеймс Дио ми е една од најомилените теми. Ама да ги испочитувам македонските автори, стварно сепак сме и телевизија која промовира македонски вредности, ќе останеме само со македонска музика, се разбираме? Да, секако. Поздрав. Поздрав. Лека ноќ и пријатно. Одиме со следниот гледач. Види, не мора метал рок, може поп, може фолк. Имам фолк една песна која ви е спремна, ако ве заинтригира. Добро вечер. Ало, добро вечер, Јанко. Да, повелете. Тука е Бобан Апостолов, значи естерн уметник, маратонец Канел Фест. Се слушаме? Ја молчам и те слушам да... Дали Бобан Апостолов Џани? Од мене да пуштите, значи Бобан Апостолов... македонската публика и за вас да слушнете. Океј, ти си Бобан Апостолов Џани? Не, Бобан Апостолов, значи јас сум може на Фейсбук да ме најдете, значи... Ти ми се појавуваш овдека, на темите, не ме интересира Фейсбук, туку ме интересира на ВБУ. Значи, ај молим те, режијава да ја замолам. Бобан Апостолов само пријатели се вика песната така. Океј. Не сум јас тој Џани, значи Бобан Апостолов, значи само пријатели се вика песната. Океј. Зошто да ја пуштиме твојата песна, кажи ми бе, пријателе? Па, значи, долго време одеше низ македонска територија, значи тука и главното во Австралија се сврте така.
Од кај си ти, од Австралија? Не, јас сум да ти кажем моментално од Малта, само не дојдеме сум тука малку, да. Така, Значи песнава ти од пред 5 години. Да, песната е многу добра и слушане и далеко. Шубаво вака сам кој ќе се испофалиш, нели? Ама ја те респектирам, Бобан Апостолов, само пријатели. Еве, добро. А иначе кого би препорачал ти од другиве македонски автори? Па, например, ја би препорачал. Погласно да го чујам у слушак. Гледаме Водолија, например, што се рок групиве. Океј, не го чув. А повторите, молам? Викам Водолија, например, као што е рок групава или не знам како да кажем Архангел, нели, ако ви се слушани доволно таму. Океј, фала ти многу на сугестијата, ќе размислиме, да те чуеме и тебе на кратко. Ајде. Кога те губам без трага и пишано мене ми било во тага, не спани ноги да живеам. Таков сум бил јас и таков ке бидам, ти не си иста се менуваш. Што и да направам за тебе, мила, крив сум секогаш. Кој ноква до тебе заспива во твоја топла постела, секоја ног сум кажен да знај, ми нема спас, умирам. И ако те сретнам некогаш, само едно ке ти кажам за крај, што беше меѓу нас заборави, само јас и ти пријатели. Памти мене и памти го денот, кога ме засака искрено, и сети се кој ти го промени светот, по боја од црно и бело. Таков сум бил јас и таков ке бидам, ти не си иста се менуваш. Што и да направам за тебе, мила, крив сум секогаш. Кој ноква до тебе застива во твоја топла постела, секоја ног сум кажен да знај, ми нема спас, умирам. И ако те сретнам некогаш, само едно ке ти кажам за крај, што беше меѓу нас заборави, само јас и ти пријатели. Кој и самиот автор ете се јави, а зошто да не? Зошто да не? Нема никаков проблем, не е ова, не знам, какво независно тело. Значи, ја добре дојдени се сите сугестии, па и од самите бендови, затоа што мене ако не ми текне во моментов, зошто да не и вам? Слободно јавете се и за вашите дела. Колку можам повеќе ќе пуштам вечерва. Добро вечер. Добро вечер. Здраво, повелете. Колеги сме вака ти бубњар, ја бубњар, иначе од група Карамела, што не можеш да ја најдеш. Добро. Иначе Карамела, Сокол, Леткум, Дане и Семо. Сега е Семо на телефон, Љупчо. Значи, вака, здраво, пријателе, за жал те нема во регистарот музички. Ќе се обидам да најдам, дали постои ваша снимка негде на YouTube? Има снимка да моментално би сакал и пријателке, као хит беше тоа, пријателке. Како, повтори погласно? Пријателке, а видео има спот што се врти би сакал. Вака, ај спот да најдеме, темата се вика би сакал. Да. Карамела снимена е би сакал на на правен факултет. Добро, го најдов. Кажи ми малце сега, кои бевте овдека уште еднаш? Леткумот го спомна. Леткум, Дане Кепевски бас. Дане Кепевски бас. Мустачки Сокол. Да, збори, добро. Соколот. И Димитриевски Љупчо Семо. И ти си Љупчо, така? Да. Да. Ова која година е снимено?
Па мислам и ние свирате една група, тогаш која ти свиреше. 81 или 2 така. Психо бев јас. Мојата. Се гледа. Океј, да ти кажам, ти благодарам што се јави, ти благодарам за сугестијата, ти посакувам и тебе и мислам дека знаеш што би требало да направиш? Ја би те замолил. Значи, ја оваа емисија ќе ми ги испратам. Тоа се луѓе ентузијасти како ние кога бевме, кога правевме музика, овие се ентузијасти кои ја прават оваа страна. Значи, слободно пиши им. Напиши им 2-3 работи кои сте биле, они со задоволство ќе ја внесат Карамела во списокот, да утре кога ќе побара некој... 11 ствари имаме. Колку? 11 со 6 фота. Ви честитам. Дај да не остане да виси, да го имам на едно место, да го користам и друг пат. Важи? Во ред. А ако сакате, добре дојдени сте како гости во емисија, да збориме за македонска музика, некогаш, денеска, во секое време, да знаете, во Јади Бурек имате повеќе простор него било каде. Секој е добро. Еве, вие кога ќе имате слободен термин, го имате мојот број. Добро. Поздрав, контактирајте ме. Слободно Поздрав. контактирајте ме. А, ние одиме со Карамела, спотот снимен во 1996 пред нашата ера. Карамела и темата би сакала, сега идеме со една тема која е врзана со бендот Орион, исто македонски бенд и малце жестока. Овдека повеќе е заради публиката. Чекај малце да ја видиме публиката сега, малку поубаво пред да ја чуеме. Да видиме што имаме овдека во прв ред. Не се гледа баш најдобро, но ја ви викам, бидете фокусирани повеќе на публиката, затоа што тука е мојот реализатор, и режисер, и продуцент. Одиме со Орион Sin's Revenge.
реклама за Head and Shoulders против перут. Гледај и уживај. Снег. Прошлата недела снимен истиот спот, снег паѓаше, ама им дадоа Head and Shoulders и им го излечеа перутот. Затоа беше ова многу битно. У прв ред ти е баже, што се чудиш? Само да го фатиме, нема толку долга косата. Ја се извинувам поради тоа, но што значи? Дека е време некој да го земе ова видео и вакви видеа, денеска барем имате и онлайн обработка, можете да ги подобрите боите, да го ремиксувате звукот, се во ова. Бидејќи сега е време кога е најлесно тоа да се направи, можете и сами да го направите. Секако контактирајте ги луѓето од ВБУ. Еве сега што ќе ви покажам. Дај ми ја, реков, да, што е можно помалку јас да бидам во кадар. ВБУ ги имате на Facebook, на Twitter, на YouTube, на Instagram и така натаму. Ако сметате, вие треба да сте дел. Ако било што сте правиле од македонска музика, а не сте овдека, покрај се, ВБУ музички регистар би ви бил благодарен. Ова е некомерцијално. Ова е, како да ви кажам, ова е библиотека, ова е енциклопедија на изданија. Овде не стои вашата музика. Но знаете што? Ако вие се ја регистрирате, се ја ставите на Амазон, они ќе ви помогнат да можете дури и да наплатувате од се во ова. Еве ги гледате кој све овдека ги ја поддржува. А еве нивните контакти, да ги комуницирате и слободно испратете им. Значи, представува своевиден каталог на музичките албуми од домашната продукција, музичка продукција од Македонија. Сервисот ги групира податоците за музичките албуми во технички податоци и во рецензии и критики. Информациите за музичките изданија се јавно достапни и доколку идентификувате грешка во податок во изданијата, ве молиме да ни известите и да ни посочите за пропустот преку адресата contact@muzичкирегистар.com. Значи, vbu.mk vbu.mk слободно. Ако сте малку па избунети од целава работа, еден од екипата на ВБУ, Васил Буралиев, ми беше гостин во емисија. Човекот представува оваа нова млада генерација која се разбира во информатика и која знае дека за да се зачува македонската музика мора да постои една ваква страна. И преку неа сите современи, нови и млади автори идат затоа што преку неа и се поврзуваат преку музичките сервиси кои каде што се наплаќа, може и да се купи нивната музика. Има луѓе кои нема, например, он многу добро во емисијата вика, па ворете, ќе дадам 100 денари, 50 денари, ќе купам една македонска музичка песна и со тоа ќе ја поддржам сцената. Дека ние имаме и хип-хоп, и традиционална, и етно, и рок, и поп. Еве ќе одиме со песната Сонце од која спаѓа значи Слободанка Ничевска, спаѓа во инструментална, светска музика, ставена е во фолк, околу 2 минути да го слушнеме и ова. Ова е потполно ново, ја не сум го слушнал до сега.
Како дознав ја за нејзе? Појма немам, нити некој ми ја нарача. Не е ја во кадар. Значи, држи го кадар. Како дознав ја за Слободанка Ничевска? Појма немав ни за спотов, ни за ништо. Спотов е од, сега ќе видиме, 22 јули. Значи, јас затоа сум на ВБУ, затоа што разбрав кога ќе дојдам на ВБУ и кога ќе отворам, што има ново. Синглови. Последни издадени синглови евидентирани. Значи, без да пребарувам многу, што имам во джез, поп, рок, метал, традиционална етно. Оп, Сонце, Слободанка Ничевска. И кликнам да слушнам. Имаме Сузана Спасовска, да се Истра вода. Што да правам, што Горан Папас, Сузана Јовча, Јоко Таневски, една љубов имам. Кирил Ѓајковски, Дафино, Некстайн, Јовка Кумановка. Значи, традиционална и етно музика, па дури и фолк музика од оние кои вие ги љубите ептен, онака ваши теми. Значи, нема овде никакви комплекси. Еве, кој е тој? Појма немам. Еве, например, од 2018 Елена Андоновска. Јас се извинувам што викам појма немам. Бидејќи има толку многу автори и еве ја сега рандом мидам, па чисто да чујам што има. Владко Стефановски, мајчин јазик тема, Кирил Митковски, Киниса Мома навода од Монистра. Не знам дали имаат, еве, ми звучи убаво. Карамфил Невесто, Царево Оро, Киниса Моме, навода, Монистра, етно музика, Александар Јовески, Јован Сревски, Маријан Андоновски, Дарко Ничевски, Ангел Ќосев, Владко Крстев, Дамјан Зафировски, Филип Николовски. Издадено 20 јули 2018. И сега кликам тука, музиката не е содржена, ова се само линкови, ако негде они ја ставиле музика. Значи овде е само регистрирано, а вам ќе ви помогне да видиме дали имаат спот, немаат. Ова е само, еве сега нема однесе на YouTube, туку на SoundCloud. Па чисто преку слика ќе ја чуеме само песната, нема да видиме спот. Да чуеме да видиме. Со нешто вакво. Но немој да мислите, овде има све. Сузана Спасовска. Погрешно напишам. Еве, Елена Велевска, мојата драга колешка. Еве како изведувач. Елена Велевска. Ја има и неа говор на телото, Зоро моја румена, во срцето на Балканот, право се и така натаму, песни незини, а она има наутро и своја емисија овдека, каде што прави избор како музички уредник. Еве вија првата незино издание од 1999 година, еве го и обвивката, Елена Велевска, издание Што ке ми се пари и кој све учествува. За жал, овие песни не знам дали се воопшто негде регистрирани. Не, нема спот, нема ништо. Значи Елена Велевска може да се ги стави на YouTube, а луѓето од ВБУ ќе конектира. Дали имаме некој на линија? Благодарам режија, може да смениме да побарам. Добро вечер. Добро вечер. Велете во програма сте. Почитувам водител Јанко, јас имам посебна желба да нарачаме на песна од групата Анастасија. На река Вавилонски. Таа за крај. Може? Би бил благодарен. Готово, договорено. Инспирација. Ало? Да, нема проблем. Мојата... Тоа е моја химна. Тоа е песна на која ја плачам. Баш ми е драго.
Инспирација за вечерашната желба е надоврзувањето на оваа песна со најсилниот протест во Република Македонија, предупредувачки нормално, за недавање на нашето име Македонија. Ако се сеќавате на снежниот протест. Секој е добро, ја ни авторот ни вечерашнава емисија, иако со најдобри чувства, да не и даваме никаква конотација освен музиката. Музиката ќе се избори се сама за себе. Накрај, како последна песна ќе иде нареках Вавилонски. Ако имаме друг гледач, ако не, имаме една нарачка. Мојот драг гостин Александар Ристевски има нарачка, а тоа е песната од Венко и Џафер Лага и измама. Само, драг мој пријателе, немам спот. Многу ми е тешко да ја пуштам цела, но ајде, заатер да ја чуеме. Nemoj da me gleda така luto, така строго. Не kem da te povredam, ni tebe, a ni nikogo. Odi si doma na top, te čeka tato, mama. Ovde na dvore drugo, sedi Laga i izmama. Laga i izmama. Laga i izmama. Ova ne je moje mesto, ne je moje vreme, da čujam žagor smeja. Dosta ova ne vreme, nekem da ti složam zbor što krije izgovor. Nemam ni prašanje, a kamoli odgovor. Ki odam negde sam pod drugo ime, so prvi od što ke mi ni zaboravi me. Trni zaboravi me. Hej, trni zaboravi me. Nemoj da me gleda taka luto, taka strogo. Nekem da te ni tebe, a ni niko. Odi si doma, te čeka tato, mama. Na vode drugo, se ti je Laga i izmama. Laga i izmama. Ја стварно не гледам причина, бас се чувствувам добро како да сум во радија станица. Почитувани гледачи, Good Morning Vietnam! И, драги мои виетнамци, ево на нашата дешнешна програма која емитува од џунглата близу Пном Пен. Идеме со музика од Стонси до Битлси, антивоена музика, но оставаме отворено for your request. So, отворени се телефоните, дали имаме уште некој за автентична Macedonian songs од било кој жанр. Секако, знаете дека има и многу добра и джез музика, фантастични работи. Немам што све можам да ви препорачам, тоа е уште 4 сати да имам, нема ни да загребам по површина само за оваа година. Добро вечер. Режијата ќе одлучи дали ќе пушти некого во програма. Ало, добро вечер уште еднаш. Ало? Добро вечер, повелете во програма сте. Здраво, Јанко, како си? Благодарам, добро, како сте вие? Ало, ме слушаш, Јанко? Да, ви одговорив, добро вечер, фала, ве прашав вие Здраво, како овде сте? Гордана на телефон. Мило. Имам една желба, денес ми е роден ден. Ако може од No Name Nation, добре дојдовте. Браво, ве, девојкове, No Name Nation, за роден ден. Абе, Да. секоја ти честа. No Name Nation, чекај да го напишам на англиски, ја има,
За роден ден. А Баска муж ми е басиста у бендот и сакам да го изненадам. Ти да го изненадиш наместо он тебе. No Name Nation. Браво. А кажи ми која тема? Добре дојдовте. Ги нема овдека No Name Nation. Овие се повеќе ги вртев у време на... Има една добра, се вика у... Која песна? Да, има една се вика у П Матер. Да не ја сакаш таа. Од No Name Nation. Дај ми компјутерот, бе, пријателе. Зашто ја немам гледачката? Се исклучи, ја? Добре дојдовте. No Name Nation. Во живо идеме тогаш. Во живо. Ајде. Не знам каква е снимката. Знаеш како ќе направиме? Вака ќе направиме. Ќе ја пуштиме ова. Може? Ајде. За што разговара? Добро. Еј, ако се извикаш уште еднаш, ќе ти дојдам со ово, ќе те искршам, после пола удба нека ме трчаш, што сакаат нека ми прават. Не се дери. Затни се, не аман. Затни се. Ако не ми помагаш, не ми урлај од озгора. Океј? Ако не ми помагаш, не ми урлај од озгора. Затни се више еднаш. Ако сакаш, земи микрофонот, седни овде до мене. За што разговара? За што? За комунистите. Илко, јас да ти кажам нешто. Това се комунисти. Не, бе! Не, испуштаја ти е власта толку лесно. Мен ако ми падне брак, значи може се што да се случи. Ќе земам една дигалка, ќе ги испокрашам сите коли во гаражата. Тија будала. Ти са таја дигалка против сиот систем? Кај мене нема опат. Јас кажувам влици. Поштапери, преваранти, мафија, чиста мафија. Уведе куда гона да ја. Не видиш ли знакаја по телевизија? Не видов. Епа систем така се руши, ма се помати. Не ми треба веќе ниту една лага! Вола земја на оча и тага! Не барам од тебе ништо да ми дадеш! За тебе е касно, нема веќе надеш! Да запија, да заборавам така, нека ове су дроне и ове ги капа, нека живеат со луѓе, не стигат на чек, што помислам да не, ме опина без, добро дојдовте, на тие Балкан во земјата, на западни турни, добро дојдовте, на тие Балкан во земјата, на пијаници и курви. Не ми треба веќе ниту една лага, вола земја на оча и тага, не барам од тебе ништо да ми дадеш, да не е касно, нема веќе надеш, да запијам, да заборавам така, нека ове су дроне и ове ги капа, нека живеат со луѓе, не стигат на чек, што помислам на не, ме опина без, добро дојдовте, на тие Балкан во земјата, на западни турни, добро дојдовте, на тие Балкан во земјата, на пијаници и курви. Среќен роден ден на госпожата со No Name Nation и темата Добре дојдовте. Најверојатно ја има смувано на оваа песна, а No Name Nation би требало да се појават малку повеќе. No Name Nation, ама се појавува на тотално опуштање. Така што може ова да се коригира. Што правевме ние вечерва, драги мои, на страна од целиот муабет? Во широкиот кадар, сега можеме да одиме со камера во студио, позади можете да ги видите овие маички. Овие маички се
Значи, луѓево се толку влезени со ентузијазам да ја промовираат идејата да се што е од македонска музика биде регистрирано, да ве мотивираат со тоа што ви доделуваат и маички. Маичката има една касета која пишува музички регистар, ја има веб страната, а овде пишува: ако не си во регистарот, како никогаш да не си правил музика. А ако сте правеле музика, не сте во регистарот, пишете им со задоволство, едва и чекаат да стават. Иако тука навистина има огромен број на... Ја ќе го преватам ова, добро. Има огромен број, никогаш ова не може да се дополни. Ова е работа во прогрес. Ви реков, можевте да видите сега на компјутерот. 27 на компјутер. Да, овде кај што ми е маусот, покажува вкупен број невидентирани песни, траки и фонограми. 27.000. Знаете што е ова? Ова е 100 годишна работа, секоја вечер да ви пуштам музика и повторно нема да пуштам се што е од македонска музика до крај на животот. Она што го ветив за крај е темата од Анастасија, а тоа е нарекак Вавилонски. Марга Сол ја пуштивме прошлиот пат. Се во ова го правам во живо, затоа има грешки и ќе има грешки. Ја не можам да го направам подобро, но има неколку изданија на оваа тема кои се појавуваат на рекак Вавилонски. Не знам кои од нив и се илустрирани, ама со темата има повеќе. Бидејќи се работи за 136-тиот псалм, го имате и во оригинално црковно изведување. Например ова. Или како што браќата од Валамскиот манастир Знаете кој е оваа песна, кој е овој текст? Се сеќавате на Бонием? By the rivers of Babylon. И сега гледайте, Запад како ја промовираше оваа црковна песна, таа е црковна, и на исток и на запад. Тоа е црковно пеење. На рекак Вавилонски се пее и во католичките цркви, се пее и во православните. Но, таа е толку добра песна да ја незина транскрипција доживеа како Бонием, нели? By the rivers of Babylon. Ја памтите, така? Но тоа е Бонием, тоа е Запад. Како ние ја интерпретиравме, единствени за кој знам дека современ македонски бенд има направено на такво ниво и да е популарна и да е достојна дури и во храм. Еден ден ја верувам дека нивната изведба и заслужува. Горан Трајковски со толку инспирација, со толку љубов ја направи оваа песна, да мислам дека сосема заслужува такво нешто. На рекак Вавилонски, Анастасија. 10 минути, перење, мозок, душа, срце, тело, универзум и космос. Лека ноќ и пријатно од мене.